Русија е се поприсутна на Балканот и во Северна Македонија. Незината цел е поткопување на демократските вредности и оддалечување од евроатлантскиот пат. Ова го велат познавачите на регионот и на геополитиката. Новинарот на Guardian Лук Хардинг, кој е поранешен дописник од Москва и автор на книгата Државна мафија, смета дека Балканот е малата врата преку која може да се продре во Европа. Правилата по кои тие играат се исти, без разлика дали станува збор за Црна Гора, за Босна или каде било. Русите влегуваат во земјите преку купување имот, купување медиуми кои ги користат потоа преку стратешки индустрии. Тоа се случува насекаде. Мора да бидеме внимателни. Со ова се согласува и амбасадорката на Обединетото кралство во САД и поранешна представничка во Обединетите нации Керен Пирс. Таа вели дека општествата во Западна Европа се поотпорни на обидите за влијание поради појаките државни институции и подолгата демократска традиција. Па затоа Москва го насочува влијанието кон исток и југоисток. Засега обидите за мешање во регионот и не се баш успешни, но Русија не се откажува така лесно. They've tried this coup in Montenegro that failed. They've tried meddling in Macedonia, that failed. Се обидоа со државен удар во Црна Гора, не успеа. Се обидоа да се мешаат во Македонија, не успеа. Сето тоа е добро. И Европската Унија и НАТО се вклучија да им помогнат на овие земји да ја зголемат својата отпорност преку програмите за поддршка и преку патот за членство. Таа смета дека поддршката за регионот не смее да запре, дека на државите мора да им се помогне со воени, безбедносни и економски обуки, а особено со јакнење на институциите. We've got to keep strengthening. Мора да продолжиме да ги јакнеме врските со овие земји преку Европската Унија, НАТО и ОПСЕ. Мора да им помогнеме да бидат потранспарентни во нивната легислатива, во справување со перењето на пари. Последната анализа на Центарот за стратешки и меѓународни студии од Вашингтон покажува дека пандемијата на COVID-19 е нова можност за влијание на Москва во трети земји. Главната руска тактика е ширење дезинформации, најчесто преку лажни профили и страници на социјалните мрежи кои споделуваат неточни извештаи и теории на заговор. Целта е да се збуни јавноста и да се подкопаат напорите на здравствените власти за справување со вирусот.